Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Во денешното издание донесувам информации за одржаниот ИУС форум Теорија и пракса, кој редовно го организира Правниот факултет во Битола, на кој гостин беше градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, а се навраќаме и на одржаното предавање на тема сообраќајно транспортно инженерство од теорија до пракса во организација на одсекот за сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет во Битола. Бидете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Кажи ми кај бевме ние, што све поминавме, не ке да бие, срце ладно ко зима е, сјајот го крие, место да сијаме, кога градот спие, дојди еден живот имаме. Јасно ми е мене, јас сум минусот и плюси, изгубени у време ко тие ко си кусти. Памтамо на рече, нема никад да ме пушти, планини ке помести, зидови ке сруши. Лед ледена, удари сервира као ММА. Ако љубовта игра, тогаш губам знак. Сите спомени во срце ке ги урамам. Нереално, како после се тоне овој брод. Нереално, креваш од дно. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Дали си среќна сега без нас? Дали некој друг те гледа кој јас? И да знаеш се е празно сега без нас. Душава тажна, вришти без глас. Не бирам тајминг, само тај ги. Твоите лаги сладки се драги од Кармин, do you love me? Тие ноќи кратки се Телефон звони, но ми фали едно име. 1000 пораки, ни една да ме дигне. Баш си ко за мене, ти не си као сите. Иако си кармата што сака да ме стигне. Кога е средена грешат врат, тука е, бај се губи трак. Направи хаос ти пак и пак. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си, мене нема кој. Како што кажавме во најавата, во ИУС форумот Теорија и пракса, кој редовно го организира Правниот факултет, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, на 20 мај 2026 гостин беше градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски. Форумот беше посветен на функционирањето на локалната самоуправа, предизвиците во работењето и можностите за вклучување на младите во институциите на општината. Со градоначалникот Коњановски разговаравме пред почетокот на настанот. Средба со студентите на овој ИУС форум, да ги запознаете малку со работата на општината, на се она што значи правна легислатива, можеби, работата на предпријатијата. Како ќе чувствувате тука, на Укло? Прво благодарам за поканата на Правниот факултет
при Укло да бидам гостин на овој форум, заедно со млади луѓе кои се иднината наша, во секој случај, оние кои се задолжени за правото, чувари на правото, оние кои во иднина ги носат законите и можеби јас повеќе од нив ќе научам нешто колку тие од мене. Меѓутоа точно ќе разговараме за локалната самоуправа, за предизвиците. Јас се радувам што Битола го има правниот факултет. Сепак е тоа наша основа, знаете како кога имате база во еден град, ние сме универзитетски центар и со тоа можеме да се пофалиме и сегде, тоа го кажуваме при средбите со особено дипломатите, го истакнуваме значењето на универзитетот како поддршка и како база, како што реков, на локалната самоуправа. Тоа е несврзлива единка и имаме одлична соработка, морам да кажам, особено со доаѓањето на овој ректор, професорот Игор Неделковски, со кој започнавме многу заеднички проекти, уште многу ќе започнеме, се надевам. Студентите се тука како составен дел и како основа за кој ние постоиме и за кој ние работиме, да учат, јас стално им кажувам, да се образуваат, да го соберат сето знаење кој го дава универзитетот, нека прошетаат и надвор, во рамките на Колорс ќе може да видат и студенти на Европа и да си дојдат дома, секако да го применат тоа тука од и секогаш ни требаат, особено во делот на правото, добри правници, добри адвокати, суди, обвинители. Што како искуство ќе го споделите со студентите? Па видите, јас доаѓам од област која е малку подалек од правото, од медицината, мојата матична професија, меѓутоа многу работи морате да ги научите тука во контекст со јавната администрација на локалната самоуправа. Многу проекти за кои сте започнати, многу активности кои во секој случај сте мислеле дека до вчера можат да се решат разни предизвици во одделувањето на градот, од комуналната сфера, од патната инфраструктура, за кои мислите дека така можете да ги направите, меѓутоа кога ќе дојдете на оваа позиција, и тоа им го советувам и на сите и на нашите, ајде да кажам, политички опоненти од едната или од другата страна, дека засукајте ги ракавите, дојдете на оваа позиција, па ќе видите колку е одговорно и во секој случај тешко некои работи да се, зашто скоро во се сте обврзани со правната регулатива и тоа е основа да испочитуваат. Веројатно и студентите ќе имат што да ве прашат. Да. И еве да кажеме дека ве очекуваат. За крај, врзано зона дека општина Битола има нераскинлива веќе врска со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, како член на Европската универзитетска алијанса Колос, би рекле продолжуваат активностите понатаму. Она што сега е најново, тоа е објавениот повик за универзитетската летна пракса, благодарение на добрата соработка меѓу двете институции. Така, веќе 4-та година продолжуваме овој наш заедничка идеја со ректорот и ако минатата година над 40 ги имаме, јас очекувам секоја година и така е до сега, бројот се зголемува, интересот е се поголем, а и нашиот интерес како локална самоуправа заедно да им презентираме, да ја отвориме вратата на локалната самоуправа и на јавните претпријатија под надлежност на локалната самоуправа, како студентите и ните наши правници би виделе во, кога зборуваме за правниот факултет, меѓутоа и од сите струки, да се запознаат со работата на јавната администрација и со јавните претпријатија, зашто тие се велам оние кои треба нас да не наследат и да бидат на овие позиции и да го водат градот во иднина. Ви благодарам, нема да ви одземам повеќе време. Благодарам и вас на интересот. Преку интерактивна дискусија, студентите имаа можност да поставуваат прашања и да разговараат со градоначалникот за актуелни теми поврзани со локалната самоуправа, за улогата на институциите, комуникацијата со граѓаните и предизвиците со кои се соочува општината во реализацијата на програмите и проектите. Правниот факултет на УКЛО преку ИУС форумот продолжува да создава простор за поврзување на студентите со истакнати професионалци и институции со цел унапредување на практичните знаења и академската соработка. Дава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа, и то на тој некој мрак
оставен без траг и тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид ти ми разбираш, но ледне се ти животот наш. Ми подаваш рака и секојаш така дажда кога сум. Па таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секојаш така дажда кога сум. Па таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Во организација на Одсекот за сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, се одржа предавање на тема Сообраќајно транспортно инженерство од теорија до пракса. Предавачите, магистер Александра Ангелковска-Огненовска и Зоран Грујески, инженери по сообраќајно транспортно инженерство од Градежниот институт Македонија АД Скопје, алумни на факултетот, дадоа приказ на практичната реализација на теоретските сознанија при креирање на одржлив сообраќајно транспортен систем. Предавањето го организираше професор доктор Марија Маленковска-Тодорова, за да студентите се запознаат со она што ќе го работат кога ќе завршат со студирањето и ќе започнат со развој на нивната професионална кариера. Разговаравме со неа. Во рамки на обележувањето на големиот јубилеј на Техничкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, 65 години од неговото постоење, во низата активности се одржува и предавање на тема Сообраќајно транспортно инженерство од теорија до пракса. Професор доктор Марија Миленковска-Тодорова, практично организатор на ова предавање, па еве професорке, добре дојдовте во програмата на Укло ФМ, ќе кажеме на почеток и зошто токму ова предавање за студенти. Благодарам. Како што рековте, во рамките на јубилејот на Технички факултет Битола, 65 години од формирањето на факултетот, го организираме овој настан, предавање на тема Сообраќајно транспортно инженерство од теорија до пракса, а причината заради организирање токму на ова предавање, на оваа тема, е всушност да нашите студенти се запознаат со она што всушност тие ќе го работат кога еднаш ќе го завршат студирањето, кога еднаш ќе ги напуштат овие простори и ќе започнат развој на нивната професионална кариера. Многу често студентите во текот на предавањата не прашуваат зошто ова го учиме, каде ова има примена, и јас така размислував доста за тоа, бидејќи јас кога бев студент го поставував истото тоа прашање, а самата идеја се роди сосема спонтано. Јас бев присутна како член на комисија за одбрана на докторска дисертација на Градежниот факултет во Скопје. Тоа беше во март оваа година и токму предавачите денешни, тоа се наши алумни, тоа се наши студенти, бивши, јас не ги видов, имаше многу публика, тие дојдоа до мене и ми се представија, јас се сетив на нив и потоа размислував и реков добро би било токму нашите студенти кои сега работаат на одговорни проекти во Скопје
да всушност го одржат ова предавање. И сегашните студенти од прва рака, од нивните повозрасни колеги, да се информираат за тоа каде всушност има примена токму областа во која тие студираат. Рековте од прва рака да се информираат, да дознаат и можеби да ги следат стапките на вашите сегашни алумнистиеве, да речеме, поранешни студенти. Да, секако. Сметав дека е многу добро да се организира едно вакво предавање, а и еден ваков настан, да и самите студенти малку повеќе меѓу себе се запознаат. Тука ќе имаме студенти од сите 4 години на одсекот за сообраќај и транспорт, студиска програма сообраќајно транспортно инженерство, а и да се запознаат со своите повозрасни колеги. Да, ова е практично некој начин за живување на она што значи алумни клуб на Техничкиот факултет во Битола. Да, токму тоа, и во таа насока исто така овој настан има голем придонес. Она што го учат студентите тука, треба потоа и практично да го применуваат како вашите поранешни студенти, рековте, сега веќе магистер Александра Ангелкова Огненовска и Зоран Грујенски, инженери по сообраќајно транспортно инженерство од Градежниот институт Македонија, АД Скопје, да. Разговаравте со нив, рековте на средбата што имавте во месец март. Тоа беше сосем случајна средба. Всушност тие беа информирани за таа одбрана на докторската дисертација и кога слушнаа дека јас ќе бидам во комисијата, присуствуваа на настанот и мене ми беше многу мило што дојдоа да ме поздрават и така почна тој разговор околу можноста за организирање на овој настан. Мислам дека ќе биде корисен не само за нашите сегашни студенти, а исто така и за нас, професорите. Тоа е исто многу важно, да видиме всушност дали сме со нашите предавања, дали ги следиме современите текови во развојот на сообраќајно транспортното инженерство, дали може би треба нешто да менуваме, за да всушност нашите предавања и вежби одговараат на барањата кои сегашното време ги поставува пред инженерите по сообраќај и транспорт. Несомнено, како експерти од вашата област, која следите, нели, предпоставувам дека има работи кои што и самите сте ги увиделе и забележувате дека треба да се менуваат. Секако, како да не, меѓутоа експерти да, меѓутоа ние сме сепак универзитетски професори кои имаме секако допир и со праксата, но друго е сепак кога наши колеги, луѓе кои се директно вклучени во практичната работа, тоа ќе го пренесат на своите помлади колеги. Ова нема да биде последна трибина или посебно предавање од овој вид? Да, секако сега ќе видиме, ова е прво предавање, ќе видиме како ќе бидат задоволни студентите и како ќе бидат задоволни предавачите и секако дека ќе продолжиме. Ви благодарам за разговорот и посакувам и натаму вакви успешни директор предавања. Ви благодарам и јас.
duše potukasi. Što treba duša prozbori, poludi s ništa dojdi i ostani. Vo pogled prazan, pogled novan, te naognjam i ti si sve što znam. Kaži mi kako da te zaboravam. Sada ne priznam, дека те сакам јас. Кажи ми како да не секам, кога се што имам е споменот твој. Како инженери по сообраќајно транспортно инженерство, предавачите магистер Александра Ангелковска-Огненовска и Зоран Груевски се задолжени за планирање, презентирање, управување на транспортните системи за безбеден, економичен и еколошки одржлив проток на луѓе и стоки. Со нив разговаравме пред почетокот на предавањето. Алумнистите на Техничкиот факултет во Битола, магистер Александра Ангелковска-Огненовска и Зоран Груевски, инженери по сообраќајно транспортно инженерство од Градежниот институт Македонија АД Скопје, предавачи на тема сообраќајно транспортно инженерство, теорија до пракса. Добре дојдовте во Битола. После долго време од студирањето повторно во Битола. Да, па тоа ќе прашував како се чувствувавте кога влеговте во просториите на факултетот. Па претходно имаме доаѓано реално неколку пати, ама сега вака баш како предавачи подруго е чувството. Претходно бевме студенти и не интересираат други работи, сега сме баш некако од другата страна, така да сега ќе видиме како изгледало кога ние сме биле студенти, а некој нас ни предал, така да супер, реално да. Имав можност пред овој разговор, да снимам разговор со професорката Марија и кажа како дошло до идејата, да се реализира ова предавање. Сте и пришле на одбрана на дипломска работа во Скопје, посебно задоволство за неа, студенти нејзини поранешни да препознат и со задоволство да и придат и да поразговараат со неа, но сигурно и ваше било задоволството по толку време да се сретнете со ваш професор, кој ви оставил сигурно добри впечатоци. Така. Штом ја догледавме професорката, веќе знаевме кој ќе биде во комисијата на одбраната на докторската, со колешката Александра, решивме да ја пристапиме да се сети на нас, а малку беше потешко бидејќи поминале доста години. Да, реално ние сме 2013 година завршени и се повеќе години поминати, да. Така, и беше и наше задоволство, што кажувате вие и нејзино задоволство, чест што вака и не покани сега на ваква презентација, да презентираме тоа што го работиме во пракса, да го видат и студентите, да направиме на корелација. Како инженери за сообраќајно транспортно инженерство може да видам во вашите CV дека имате доста проекти на кои што сте работеле. Она што значи ваша работа, планирање, проектирање, управување со транспортните системи за побезбеден, поекономичен и економски одржлив проток на луѓе и стоки. Како да работите? Па, во нашата држава се не можеме да кажеме дека се оди добро, оди тешко, се трудиме, она што зависи од нас да го направиме да биде подобро. Ние сме задолжени за проектирање на сообраќајна сигнализација и опрема, во однос на тоа дали станува збор за автопати, регионални патишта во градови. Вршиме и ревизија на проектна документација, задолжени сме и оному каде што треба како надзор.
Тешко е реално, со сите услови што ги имаме сега е тешко, но пак ќе кажам, се трудиме од наша страна да го дадеме максимумот, се она што зависи од нас, нели, да го направиме најдобро што може. Моментално работиме на 2 автопат, Прилеп Битола го работиме автопатот, доработуваме одредна сигнализација на Кичево Охрид и за нас како сообраќајни инженери и млади инженери реално значи многу. За утре во CV-ата да имаме дека сме работеле на вака големи проекти, големи може некаде на друго место не, ама во нашава република реално се големи проекти. Колку успевате да ги следите барањата на граѓаните, на учесниците во сообраќајот, или тука тие немаат баш многу, нели, да им се слуша зборот, се однапред предвидено и планирано? Па на почетокот од прилика се е планирано, договорено планирано, но во текот на изработката, на планирањето, на проектирањето може да се изврши некоја измена по барање на граѓаните. Нормално сепак се работи за нивна потреба, за тие што се во околината, што најмногу ќе го користат патот. Така да. Да, веројатно времето покажува каде нешто треба да се смени. Па да. Колку години веќе сте како вработени овде? Па вака, јас и Зоки сме колеги од студентски денови, заедно студиравме. Јас сум веќе со искуство 11 години, претходно работев 2 години сум во Градежниот институт, претходно работев во сектор за сообраќај на град Скопје 9 години. Зоки ка каже за него? Да, јас веќе 11 години се занимавам со проектирање, со режими, трајни режими, времени режими на сообраќај. Така да до сега 11 години работиме, да, ама во последниве неколку години веќе еве по некоја случајност и се не споја патиштата како колеги, пак да бидеме колеги, така да сега ги работиме едни од поголемите автопати во Македонија. Работиме на нив. Добро, професорката, претходно кога разговараме, професорката Марија, вели студентите обично прашуваат па зошто ми е ова што го учам, дали ќе имам потреба понатаму, и еве вика ова е сегодишна можност студенти наши поранешни да кажат дали навистина има потреба од сето она што се учи тука на факултет. Реално видете, и јас кога сум студирала, верувам дека сум се прашувала многу пати дали одредени работи што сум ги учила некогаш ќе ми затребаат. Сега од оваа перспектива и она што сега го работам, еве можам да кажам за 2 проекти и предмети кај професорката Марија, мене ми е криво што на пример многу поопштирно одредени работи не сме ги учеле. Зборувам за онаа тема што ние работиме како проектирање, не зборувам нели за професорска работа или нашите колеги што работат како вештаци, зборувам како општо проектантска работа, одредени работи дури може да кажам многу малку се учат. Реално треба да се разгледа, да се прошири програмата, за тоа што ќе се научи е многу потребно. Ние сега тоа и на студентите ќе им го објасниме. Со нас имаме колешка од Градежен факултет завршена и нашите работи се толку многу поврзани да студентите искрено мораат да добијат основното познавање за понатаму да им биде многу полесно при проектирањето. Сигурно и вашето мислење исто. Да, точно така. Бидејќи како студенти реално треба малку и да се определиш кон која страна ќе одите, бидејќи тука нели се изучува и вештачење ке професорите, имаме и техники на управување, има и планирање. Сега како што каже колешката, не знаеш колку ќе ти биде потребно додека не ти затреба во моментот. Така да добро е да се малку подетално и да се изучуваат за кога ќе премине во пракса, да може и со другите фази како што се градежништво, како што се хидро, да имаме некоја поврзаност. Ќе ве прашам со кои проблеми најчесто се соочувате при вашата работа? Се соочуваме со секакви проблеми. И вие самите го спомнавте, обично се барањата на граѓаните. Реално мораме да ги слушаме. Секогаш има и барања што сте издржливи и неиздржливи. Можеби најмногу со нив и реално ние во Македонија имаме многу проблем со законски регулативи, дефинирани работи, недефинирани работи, на во кои делови мораме да се придржуваме. Можеби како тие 2 работи би ги издвоила како нешто најпроблематично. Нормално тоа, секој сака да биде поблиску до приклучокот на патот, секој сака да има од влезот на куќата да има влез на пат или на автопат, но не е секогаш тоа возможно. И сега гледаме да има некоја средина за да бидеме во рамките на законот, а сепак и да барањата да се задоволат барањата на граѓаните.
Колку се безбедни нашите патишта? Ние се трудиме да направиме што е можно побезбедно, останатото останува нормално на возачите, на учесниците во сообраќајот, без разлика ние можеме да предвидиме што и сакаме, доколку не се почитува сигнализацијата на терен, секогаш е проблем. А кога се работи за еколошката компонента? Па, сега од еколошки аспект. Мора некои други колеги да кажат, тоа е малку. Сепак, можам да кажам, еве, ние се стриктно зборуваме за автопати, секогаш се води мерка за сите фази, без разлика дали станува сообраќај, нашата градежништво, хидро, електро, моментално на прилебитола се грижиме и за звучни бариери, за за заштита воопшто на околината, така да. Изработка на секој проект се прави елаборат за заштита на животната средина и согласно него се продолжува со проектот, со проектирање и со одржување. Ви посекам успешна работа, но пред да ве препуштам на студентите и тие да ве прашуваат, алумнисти на Техничкиот факултет на УКЛО, не ве прашав од Битола сте или? Не, јас сум од Велес. Од Прилеп. Прилепска сум јас, ми доживееме во Скопје. Веќе 11 години во Скопје. Таму се вработивме и таму веќе 11-12 години во Скопје живееме. Зошто на Технички факултет во Битола пред колку години рековте? Реално тогаш мислам дека само овој беше 2009 година сме запишани, мислам дека само овој беше само сообраќај беше само во Битола и некако не знам во тој момент не сакав во Скопје да студирам, а после животот ме натера во Скопје, ама реално сакав да бидам нешто технички науки. И затоа и на крај дојдовме во Битола. Така, истото мислење го имав и јас, истото размислување, бидејќи поблиску ни беше и Битола и така повеќе ме влечеше кон техничките науки, така затоа се одлучивме за сообраќај. Ги исполни Техничкиот факултет вашите очекувања? Да, реално ние сме многу пати кога ќе разговараме, кажуваме дека Битола ни е некако при срце, заради тоа што едни од најубавите години ги поминавме тука и Битола и Техничкиот факултет и луѓето запознавме преубави луѓе, ни остана многу добри контакти, така да стварно да. Пријателства и веќе да кажам ајде со некои колеги веќе како роднини сме ме поканили како девер на свадба, така да напоменам и тоа, така да супер, имаме добри сеќавања и секогаш некога доаѓаме во Битола малку како со возбуда и секогаш гледаме овде се сменило тоа, сменето тоа, овде тоа фали, ова е ново. Многу години поминавме така да. Ова го прашувам затоа што сега започнуваат, поточно веќе се започнати кампањите за запишување нови студенти на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, па еве и како промоција на Техничкиот факултет. Да, во секој случај. Техничка наука е техничка наука, инженерска наука, така да и веруваме дека до некој степен сме, еве, и ќе бидат почитувани студентите. Сепак е инженерска струка. Ви благодарам на обата и како алумни на Техничкиот факултет се надевам дека ќе имаме прилика да се сретнеме и во на некој друг настан организиран. Благодарам. Предавањето на тема сообраќајно транспортно инженерство од теорија до пракса е уште еден од низата настани со кои Техничкиот факултет Битола го одбележува големиот јубилеј 65 години од своето постоење. Царица за турбофолк, јас пак рокер што те мерка како волк. По тебе лудувам цела Македонија, само брат ми коки вели гонија. Ми се смешкаш ко Мона Лиза, јас се кочам скроз, имам чувство ко не дај Боже да ме тресна лоз. Дај ми шанса, дај ми шанса, да те видам крај мене разголена. Дај ми шанса за фолк романса, да те љубам турбо се до колена. Твоите хитови светот го запали.
симфонија, нека шекне Бечка филхармонија. А ми се смешкаш ко Мона Лиза, јас се кочам скроз. Имам чувство ко не дај Боже да ме треснал воз. Дај ми шанса, дај ми шанса, да те видам крај мене разголена. Дај ми шанса за фолк романса, да те љубам турбо се до колена. Дај ми шанса, дај ми шанса, да те видам крај мене разголена. Дај ми шанса за фолк романса, да те љубам турбо се до колена. Да те љубам турбо се до колена. Дај ми шанса. Почитувани, стигнавме до крајот на ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Јас бев дама, а ти свој. Јас бев песна, а ти стихот мој. Дечко мој, ние бевме чуден спој. Ти малку луд со чуден крој. Бараш лек за мирот свој. Моето колено, голото рамено, лек за твоето лудило. Моето колено, голото рамено, лек за твоето лудило. Hej, dečko moj, žabe ti pesni stari i kafeani, džabe ti plački gitari, džabe frajer veštački praven. Ej, dečko moj, ti što živeš vo čuden grad, kade nema ljubov ni za lek, ne baraj spas. Vo krek, moje to koleno, golo to rameno, lek za tvoje to. Moje to koleno, golo to rameno, lek za tvoje to. Укло ФМ Битола, мај 2026 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk